една од 7 жешки еколошки точки ќе стане парк. Ревитализацијата на ова старо хидројаловиште кое направи неколку еколошки хаварии, но и кои се уште предизвикува загадување на воздухот, почвата и на подземните води течини околу 4 милиони евра. Општината нема пари и затоа централната власт го презема овој проект. Владата преку Министерство за животна средина одвои средства да се отпочне со негова реализација, со што ќе се стави крај на еден долгогодишен проблем кој што го имаат граѓаните на општина Пробишти во делот на заштита на животната средина, односно штетното влијание на јаловиштето и врз водата преку подземните води, врз почвата, како и воздухот кој што го дишат граѓаните. Старото хидројаловиште е во непосредна близина на градот Пробиштип. 4 децении во него не се депонира олово-цинковиот отпад од рудникот Злетово. Согласно проектот за ревитализација, предвидени се сериозни градежни активности. Проектот за ревитализација опфаќа најпрви одводнување и стабилизација со потпорни ѕидови на косината на јаловишната депонија, поставување на геомембрана, како и поставување на слој од хумусна земја, кој што во втората фаза би требало да прерасне во еден парк, односно зеленило, токму на овој дел од градот. Но тивкиот загадувач на овој град и на регионот според научната фела представува неискористено рудно богатство, за кое што во иднина компаниите ќе бидат заинтересирани да ги искористат олово-цинковата руда, бакарот, кадмиумот, арсенот и други минерали. Неколку години наназад, токму за овој еколошки проблем не само за Пробиштип, туку и за регионот, се бараа вакви инвеститори, но засега странски компании доаѓаа и се заменуваа без конкретен договор. Токму заради тоа, надлежните институции решиле оваа голема површина во која е депониран руден отпад да се направи зелена површина, која со садење на растенија ќе се излечат тешките метали од почвата. Студот ги замрзна и житата во Штипско. Снежната покривка делумно ги заштити. Ке се спасат ли посевите со ѓубрење или ке се чека да се проценат штетите од поларниот бран кога ке се жнеат приносите? Од поларните температури штети ќе има и кај житариците. Агрономите по проценката на теренот утврдили измрзнување на посевите пред да падне снегот. Снежната покривка делумно ги заштитила и облажила штетите само кај порано посеаните ниви. Има измрзнување кај нив претходно пред снегот да падне пред овој снег, но сепак овој снег има малку ќе облажи со влагата и заштитување од ниските температури. Прихранувањето со азотни ѓубрива е редовна агротехничка мерка кај есенските посеви. Со температури над нулата, земјоделците порачуваат агрономите може да почнат со третирање. Ѓубрењето на потод снежните посеви да е до втората половина на март. Важно е до пролет 2 пати да се изврши прихрана. Тие преку ѓубривото примат сокови кои се еден вид соли, а солта знаеме дека влијае врз намалување на дејството на ниски температури врз. Па за сега се азотни ѓубрива во главном, треба уреа, калциум, кан по право. Во Штипско есенва се посеја околу 2500 хектари со јачмен и 3500 со пченица. Ланската реколта кај јачменот потврли поради сушата. Пченицата даде добар род. Дали има и колкави ќе бидат штетите кај житните култури од сушата и студот, зависи од фазата на проникнување. Тоа значи дека или земјоделците ќе треба да ги преораат нивите и на нив да посеат нешто друго, или ќе чекаат да ги ожнеат нивите, па да ги проценат штетите кои ќе се видат по приносите. Младите роми средношколци учат за буџет. Проектната активност е дел од работилниците кои ги организира еколошкото друштво Виножито Штип. Проектната активност на еколошкото друштво Виножито, инклузијата на младите роми, наш приоритет, продолжува низ серијата работилници. Денеска се случува третата работилница од проектот Инклузија на младите роми, наш приоритет. Целната група е живо заинтересирана за сите теми што досега ги обработувавме. Интерактивно соработуваат, се вклучуваат и секое знаење и секое предавање е од богатство на една млада личност. На денешната работилница младите средношколци роми учеа за буџетот.
Денешната тема е поврзана со буџетите на општините, односно како се донесуваат буџетите, буџетскиот календар и секако како истите, односно граѓаните можат да влијат врз донесувањето на буџетите со нивни предлози и идеи. Секако практичната едукација нуди можност за усовршување на вештините. Со практични примери и ќе пробаме да ги научиме децата како да доставуваат предлози до општината Штип, за да може понатаму да влијаат и врз буџетот на општината. Со помош на овие работилници ние се стекнуваме со знаењето, ние се стекнуваме дека и ние може да продолжиме напред. Еколошкото друштво Виножито, проектот Инклузија на младите роми наш приоритет го реализира заеднички со Сдруженијето за правата на ромите од Штип. Поштата во Облешево повторно мета на кратците. Украдени се компјутери, панели, радиоприемник. Полицијата трага по сторителите. Непознати сторители помеѓу 9 и 10 февруари околу 3 часот по полноќ ја свиткале решетката и го скршиле прозорецот на објектот. Од каде и влегле, но и однеле се што можеле. Целата техничка и компјутерска опрема, неколку панели за грејење, радиоприемник и пребарувајќи пари или други вредни предмети направиле голем неред во целиот објект по што заминале. Кражбата прв ја забележал поштарот, кој што дошол утрово во 5 часот и 15 минути, пошто веднаш ја известил полицијата како и останатите служби, но и раководното лице на поштата. Полицијата направи увид на настанот, а портпаролот на Штипската полиција Гордана Панајотова во телефонски разговор само кратко ја потврди кражбата и рече дека истрагата е во тек. По завршувањето ќе се знаат деталите, како и вредноста на направената штета. Вработените во поштата во Облешево велат дека веќе 15 години не можат мирно и спокојно да работат, затоа што постојано се мета на кратци. Ова е четврта кражба во поштата во Облешево. Во претходните 3 кратците исто така ја украле техничката опрема и уредите за грејење. Во текот на вчерашниот ден се спроведе и третата акција за заловување на кучиња скитници на територијата на општина Виница. Акцијата, во која се заловени десетина кучиња скитници, е спроведено од страна на комуналната служба во општина Виница и представници од фирмата која е избрана на тендер и која е должна да го спроведе понатамошниот третман на кучињата, согласно законската процедура. Инаку со оваа трета акција во овие 2 месеци досега се заловени вкупно 34 кучиња. Хуманитарна акција на форумот на жени на СДСМ. Во рамки на традиционалната акција Дарувај од срце се собрани обувки, облека, играчки и храна. Пакети со обувки и облека денес форумот на жени на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз донираше на Штипскиот Црвен крст. Оваа активност е во рамки на традиционалната хуманитарна акција Дарувај од срце, која истовремено се одвива во сите градови во државата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во цела држава преку форумот на жени организира активноста Дарува од срце во соработка со Црвениот крст на град Штип. Се надеваме дека ќе со оваа донација на топла облека и обувки ќе стоплиме одреден број на фамилии, на дечиња, на социјално загрозени семејства, кои што се повеќе ги има во државата. Дел од донацијата уште во понеделник ќе биде распределена по семејствата кои имаат најголема потреба од обувки и облека, истакна од Штипскиот Црвен крст. Од името на Општинската организација на Црвен крст Штип и корисниците на социјално-хуманитарната дејност која што ја работиме, упатуваме голема благодарност до локалниот клуб на жените на СДСМ од Штип и донираната облека и обувки ќе биде поделена на сите социјално загрозени семејства од нашиот град. Покрај обувки и облека, во рамки на акцијата Дарувај од срце се собрани играчки и храна. Дел од нив ќе бидат донирани на семејства, а останатиот дел на Центарот за специјално образование Искра.
Овие избори се кристално чисти, покажаат дека во Македонија нема изборни манипулации и целиот досегашен циркус е неоправдан. Доколку СДСМ формира влада, нашата држава ќе влезе во уште поголема криза, вели Стефчо Јакимовски во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Според него изминатите 2 години граѓаните се сведоци на политички циркус, инаку денес завршуваат 2 месеци од последните парламентарни избори. Македонските политичари се уште со калкулации за формирање на нова влада. Овие избори покажаа дека и претходните избори 2014 година нема манипулација во изборите, односно дека коалицијата за подобра Македонија ги освои готово скоро истите гласови. Целото ова мачење на граѓаните на Република Македонија, цели овие 2 и кусур години, како и владеачката коалиција, целиот овој циркус што се направи со наводниот неточен избирачки список, како и, не знам, окторираните медиуми, сето тоа што се направи, очигледно се виде дека немало влијание врз бројот на гласовите што ги добива владеачката коалиција, и тоа значи дека овие избори се чисти како кристал, и дека по сето ова што го завршивме, коалицијата за подобра Македонија и со 1 глас повеќе, а не со 1 пратеник повеќе, значи со 1 глас повеќе да победеше, ние требаше да пружиме рака, што значи дека целиот циркус што е правен е неоправдано направен и да продолжиме нормално да функционира Македонија, бидејќи е воспоставен принцип по барање на најголемата албанска партија, како и за посредство на меѓународниот фактор во Република Македонија, да партијата која што ќе освои најмногу пратеници во македонскиот блок, да прави коалиција со партијата која што ќе освои најмногу гласови во албанскиот блок, бидејќи претходно имавме случај да традиционален партнер, барем во изминатите 2 изборни циклуса, да биде ДПА на ВМРО-ДПМНЕ, а не ДУИ кој што земаше најголем број на гласови, и нормално тој принцип значи се почитува ова, значи обид за нарушување на тој принцип кој ќе не внесе во нова опасност како држава и како граѓани, во нова нестабилност, што значи дека во моментите кога оваа коалиција за подобра Македонија начело со ВМРО-ДПМНЕ ќе освои над 61 пратеник, тогаш има легитимно право да не зема ниту една албанска партија во влада, или пак да бира со која албанска партија ќе прави коалиција, што повторно нас како држава ќе не внесува во нестабилност. Да подсетам, и овие избори 2014 година нашата коалиција имаше 62 пратеника. Па ние земавме во владата и албанска партија. И 2011 година имаше мнозинство во парламентот, повторно беше земана најголемата албанска партија, иако целата работа можеше да се заврши, дури и веројатно со многу помалку давања од владината поделба во ресорите, јавните предпријатија и установите, доколку тоа би била помалата албанска партија. Во организација на боречкиот клуб 7 мај Леов во недела во Прилеп ќе се одржи државното изборно првенство за помлади, сениори и пионери. Во конкуренција за борачи од цела Македонија ќе настапат и 20 борачи на Балканец, по 10 во обете конкуренции. Новото раководство на Федерацијата на боречки спортови на Македонија започува да ги реализира зацртаните цели и програми. За таа цел во соработка со боречкиот клуб 7 мај Леов ќе се одржи државно изборно првенство за помлади, сениори и за пионери во Прилеп. На него ќе настапат борачи од цела Македонија, кои ќе се борат за обезбедување место во националната селекција за настап на позначени меѓународни надпреварувања. Според информацијата од председателот на боречкиот клуб Балканец Виктор Богданов, во Прилеп ќе настапат 20 борачи од Штип, по 10 во обете конкуренции. Новинак е Балканец е набавката на нова опрема за сите борачи во сите возрастни категории, што ќе биде симпатично обележје и имидж на штипскиот борачки клуб. За Прилеп како подршка на 20 надпреварувачи има обезбедено автобус со млади борачи кои ќе навиваат, но и ќе ги впиваат потезите на поискусните колеги од кои ќе имаат и што да научат. Со спортот ги завршуваме саботните вести на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk или социјалните мрежи. Пријатна вечер.